Ко убот од нож, така боли секој крик на 60-годишната Гюлсун Мемето целото Калузлија. Затворена и неподвижна, 2 години цел свети и одајчето на вториот кат од куќарката на крајот од селото. За неа се грижи сопругот Нешат, кој секој ден се обидува да ја врати силата. Мојата жена тогај беше со колената право, али како му се згорчи крвта, како лега, толку биде на нога да стане. Жената е непокретна. Преко 2-3 дена на лекар, на кај матичниот. Нема кој да помогне. Семејството преживува со скромни 11.000 денари, па честопати за превоз ги даваат и последните пари. Тука е 600 динара. Еден ја правит. И нава како дој 1200 динара. И там за леко и млеко и там што ти знам, нема. Што да правиме, не знам. Во Штипска Аргулица до пред 20 на години имало лекар и медицинска сестра. Калина Филипова од селото Аргулица, чија ќерка е меѓу последните што работела таму, вели, сега објектот се отвара само за гласање. Амбуланта има, ама не работи. Нема ни доктор, ни сестра, ништо. Порано имаше, а сега нема. Доваѓаше 2 пати у неделата доктор, а сестра секој ден. Имаше, а сега нема. По затварањето на селските амбуланти, државата воведе нов модел на пружење здравствена заштита рурален доктор. Иако еднаш неделно, сепак вршел голема работа. Сега и тоа го нема, се жалат мештаните. Младите се по Штип, овде старите. Нема. Ќе живееш така. Борбата како да се стигне до лекар да се оствари едно од основните права, правото на здравствена заштита, секојдневно ја водат илјадници граѓани кои живеат во руралните средини. Најчесто станува збор за постари луѓе кои живеат сами, а некогашните селски амбуланти се одамна напуштени и во најголем дел пропаѓаат. Точно за тројца пациенти не велиме да има амбулата, но нам каде што има поголем број на жители, дека навистина е потребно да има доктор и сестра. Според лекарската фела, еден од клучните проблеми зошто дел од граѓаните немаат рамноправен и брз пристап до здравствена заштита е недостатокот на лекари. Проблем со кој веќе се соочува и јавното здравство во градските средини. Така размислува и младата прилепчанка Ирина Кочовска. Својата иднина не ја гледа овде, а уште помалку како млад лекар во рурална средина. Проблемот со руралните средини е тоа што го возможува владата како мала помош е малку, за да биде добро правена пред се самата амбуланта, да му ги пружи основните услови, значи на еден пациент, тргнувајќи од самиот почеток, а потоа проблемот е тоа што веќе и самите луѓе се иселуваат од самите тие средини и нивниот број е намален со само тоа што без разлика дали еден доктор ќе зема од пациент по 1 или 2 евра. Според информациите од Министерството за здравство, во државата со лекарски тимови има рурална покриеност во 20 на општини. Тоа значи дека во тие села тимови од лекар и медицинска сестра доаѓаат одреден дел од неделата. Трендот на напуштање на државата не ги одминува ни лекарите кои работат во селските средини. Тоа, сметат матичните лекари, носи опасност да останат само 20 на амбуланти, и тоа само во близина на патиштата и по големите градови. Од здравствениот дом во Берово велат дека има амбуланти во 6 села, од кои само една функционира. Во селото Двориште има матичен лекар. Но не сите региони во државата ја делат судбината на истокот, каде освен во Двориште, амбуланта има и во Виничко Трсино. Во Тетовско, например, иако дел заминуваат, има интерес од млади лекари да работат на село.
Младата Кочовска сепак смета дека државата не ги цени доволно младите лекари. Моментално платата е минимална и е многу разочарувачка за еден посебно студент што завршил 6-та година и што треба да седне да почне да работи после една или две небитно години и да има собствени пациенти. Да зема минимална плата од 20 нешто илјади, а се вложил претходно толку многу и на крајот да заработува минимална плата. Така да со самата помисла студенти кои што веќе не се стасани до 6-та година, веќе уште пред да завршат 6-та година планираат за некаде во странство да заминат. Од Министерството за здравство велат ќе се прави нова рурална мапа согласно последниот попис на населението. Потоа ќе бараат модели како да најдат и да ги задржат лекарите во руралните средини. Велат дека тие што сега имаат ординации на село добиваат повисока капитација и им се плаќа превозот ако амбулантите се оддалечени 25 километри од матичниот здравствен дом. Државата пред 10 години направи обид да ги заживее руинираните амбуланти. Во рамки на проектот Рурални амбуланти беа обновени или изградени 50 објекти. Во 2015-та се најавија и мобилни аптеки за селата. Но пред 2 години владата одлучи проектот да заврши, па средства за обнова или изградба на амбуланти во руралните средини не се предвидени во рамки на буџетот од 2019-та па наваму. Инвестиции во кадар, но и инвестиции во здравствени објекти и услови за работа, таму според лекарите треба да се бара решението, како граѓаните да добијат навремена, но и квалитетна здравствена заштита. Отворени се прашањата за промени на некои одредби од правилникот во однос на бројот на пациенти и останата поддршка. Мора државата да обезбеди сигурни плати на докторите во Милица и во Белово и во Девар, каде што има малку наталитет и малку народ. Мора да останат тие доктори таму. Сега ни е последен момент. И додека институциите декларативно бараат и експериментираат со решенија како да се обезбеди здравствена заштита на илјадници граѓани, семејството Мемет, како и останатите жители на планинските села на Плачковица, се подготвуваат за престојната зимска сезона, која значи не само битка со студот, туку и борба за навремена здравствена заштита. Во услови кога патиштата поради снегот можат да бидат непроодни со денови, а првата амбуланта е оддалечена 20 километри. Тешко е да зимно време, не можеш луѓето да излезат да одат, снег, варне, мраз има, не може да одат на лекар. Замрзнаати патишчета, не може да излезат. И додека лекарите заминуваат, државата крои стратегија. До нова година можеби ќе се затворат уште 100 матични амбуланти, бидејќи лекарите концесионери во здравствените домови ќе исполнат услови за пензија. Тоа според сегашните законски решенија значи клуч за ординациите. Така само ќе се отежне пристапот до лекар, а таквата состојба нема да помогне на Ѓулсан и останатите жители на тешко достапните села, кои 20 години чекаат подобар пристап до здравствена заштита, која треба да биде овозможена и гарантирана за сите граѓани подеднакво.